Почитувани, по повод најновото задолжување кон странство во износ од 250 милиони евра, кое владата одлучи да го обелодени токму во овој момент, би сакал на јавноста да ги соопштам ставовите на СДСМ. Сметаме дека е скандалозно што владата го злоупотребува овој чувствителен момент, кога целата јавност е преокупирана со свирепото убиство кај Смилковци и токму сега го објави големото ново задолжување кон странство, надевајќи се дека задолжувањето ќе помине незабележано. Фактот дека се обидува да го прикрие задолжувањето јасно покажува дека и владата знае дека тоа што го прави е последица на незините погрешни економски политики во изминатите години. Со својата политика на задолжување, владата свесно ја носи Македонија во колапс. Според официјалните податоци на Народна банка, на крајот од минатата година, владата имала достасани, но неплатени обврски кон странство во износ од 11 милиони евра. Значи, владата не може да ги плати ни сегашните долгови кон странство, а создава огромни нови долгови за воиднина. При тоа, владата намерно се задолжува така, што долговите ќе треба да се вратат по истекот на незиниот мандат. Последниот кредит од 250 милиони евра од Deutsche Bank, кредитот од 130 милиони евра од Светска банка од минатата година, половина од заемот од ММФ од 220 милиони евра од минатата година, сето тоа доспева и ќе се враќа после јуни 2015 година. Со други зборови, владата сега се задолжува и троши, а некој друг подоцна ќе треба да ги врати долговите. Сите овие големи задолжувања не мораа да се случат, но владата со години не сака да скрати од непродуктивните трошоци, не сака да скрати од спомениците, од барокните фасади и од рекламите. Таа од нив не се откажува, а сметката ја препушти да ја платат сите граѓани. Благодарам. Дали имате некој прашање? Значи има тука две прашања. Првото прашање е од каде знаеме дека после 2015 нема да биде оваа влада. Значи, начинот на неодговорно задолжување кој што се случува сега, практично покажува дека на владата е важно само да го премости овој период, да си го чува имиджот таков каков што е, а после 2015 што ќе се случува, таман воопшто не им е важно. Ова е видено во последните години од животот на Јосип Броз Тито. Ова по старите граѓани веќе го имаат видено во поранешна Југославија. На крајот доаѓа освестувањето колкав е долгот и колку ќе треба да се врати. Само за неколку години, во периодот од 2015 до 2015, 16, 17 година, Македонија ќе треба да врати за тие 3 години вкупно повеќе од 1 милијарда евра. Тоа е половина од девизните резерви кои што сега ги има Народна банка. Тоа е во однос на првото прашање. Второто прашање ви беше во поглед на задолжување во странство и во земјата. Дефинитивно треба да се развие домашниот пазар и секундарен пазар на харти од вредност, и тоа е препораката од ММФ. Зошто владата се одлучи да позајмува од странство по оваа цена, тоа е прашање на кое што одговор треба да даде министерот за финансии. Неговиот проблем е што веќе никој не му верува откако буџетот го даде на ребаланс после само 3 месеци од 2012 година. Благодарам. Дали имате некој друго прашање? Благодарам.